Сухамет Садик е еден од 40 продавачи на уличниот весник Лице в лице. Од момче кој претходно собирало старо железо, тој денес е одговорен млад човек кој има цел да работи и да заработи за да го смени својот живот. 5-6 сата работам, после си одам дома. Сега полесно е вака, продавач, а тоа треба да дигаш, да правиш, да се мачиш. Добро, и колку дневно продаваш? Дневно ќе продавам 10 списани и 40-50 честитки. Тоа е добро. Тоа е добро, супер, дневно добро е. Добро, и што планираш понатака? Ништо, ако има некоја друга работа, добро, ако не ќе си оставам тука. Добро ти е тука? Добро е, да кажеме дека е добро. Списанието Лице в лице излегува еднаш на 2 месеца, а го продаваат младинци од улица, најсиромашните и најзагрозените припадници на маргинализираните групи, како и бездомници, корисници на социјална помош, лица со попреченост и други ранливи групи луѓе. Јас обедато дојдофа, вида до 8 година, работи првот ка киселна вода, 2 години лице во лице, а тука почнав 5 години. Сега 2 година пета. 5 години си продавач? Да. Добро, и како ти оди работата, добро ли? Супер добро, до вода сум, подавам, луѓето купуват, беби има поло беби и така. Првиот број на списанието излезе пред 5 години. На почетокот беше непознаница за граѓаните, а денес е препознатлив бренд, но не само поради содржината, туку и поради продавачите, кои веќе сите ги знаат. Лицата не беа добро прифатени на почетокот, меѓутоа, она што е важно да се нагласи, почна да се прави заедница која што ги поддржуваше продавачите на уличното списание и таа заедница е таа што понатака влијаеше на останатите и таа заедница се зголемуваше и на тој начин и тиражот почна значително да расте. Лице в лице е еден од пионерите на социјалното претприемништво во земјава, кој за продавачите обезбедува редовен приход. Тие добиваат половина од цената на списанието кое чини 100 динари, а останатите се за трошоци поврзани со издавањето на списанието. Кај овие групи луѓе, најважен момент е што тие се социализираат, што излегуваат од гетоата во кои што живеат и започнуваат еден комплетно поинаков начин на живот. Тоа е бенефит за нив, тоа е бенефит и за општеството. Социјалните претпријатија остваруваат приходи, но имаат социјална цел. Добивката не се наменува за профит, туку се враќа назад во социјалното претпријатие. Развојот на социјалното претприемништво во земјава на почетокот наликуваше на невозможна мисија. Сепак овој концепт за само неколку години се покажа како успешен бизнис модел. Лицата кои што се од маргините многу тешко се одлучуваат да влезат на пазарот на труд поради стравот дека за брзо време може да ја изгубат работата, а понатака процесот на повторно добивање социјална помош е тежок. Социјално претпријатие е и Нега Плюс, како професионален сервис за грижа и нега на стари изнемоштени лица во домашни услови, основано во рамки на невладината организација ХЕРА. Нега Плюс се води од својата социјална мисија да се подобри економската и лична благосостојба на жените ромки кои се социјално и економски маргинализирани. Преку обука, преку програма на Министерството за образование, им ги зајакнавме, им ги професионализиравме и успеавме да изградиме 10 професионални негувателки, кои што во моментот се сертифициран кадар и кои што во полна пара работат во рамки на претпријатието. Петрова вели дека почетокот бил макотрпен, бидејќи жените ромки гледале со недоверба на идејата и од 500 жени кои ги контактирале, само 18 прифатиле да ја поминат неопходната обука, а од нив само 10 добиле сертификат. Работата воопшто не одеше лесно. Оваа заедница е доста полна со предрасуди и недоверба не само кон институциите, него се испостави дека има голема недоверба и спрема граѓанските организации, бидејќи доста често организациите спроведуваат проекти за кои што тие не чувствуваат некој директен бенефит. Во моментов 6 жени се вработени преку Нега Плюс и повеќе не се финансиски зависни ни од државата, ни од семејството. Тука научивме за медицинска грижа, социјална и психолошка поддршка, приготвување на висококвалитетна храна, мерење на шеќер, мерење на притисок, како и редовно делување на терапија. Оваа професија не е лесна,
Треба многу внимание, многу сила и многу разбирање, затоа ние сме тука за да им помогнеме на старите лица. Долго време барав работа, не сум можел да најдам, се уклучив на Нега Плюс, земав диплома и сега сум спремна за нега за стари лице по домашни услови. Во 2011 невладината организација Солем отвори креативна работилница за возрастни лица со интелектуална попреченост Handicrafts for You. На почетокот работилницата не била замислена како социјално предпријатие, но потоа, откако пред 3 години рачно произведените производи почнале да ги нудат на пазарот и да ги продаваат, се создала можност за вработување. Во моментов, тука се ангажирани 9 лица кои изработуваат разни предмети за продажба и на тој начин заработуваат. Во последниве 3 години имаме издизајнирано линија од 13 на производи во моментот. Беа повеќе, беа помалку, некои се покажаа како успешни на пазарот, некои како не, но тоа е све нормално во текот на производниот процес. Како производи кои што се наменети за отворени, значи за јавноста, но претежно за бизнис секторот и за организациите како репрезентативен материјал. Од нивната продажба ние обезбедуваме и одржливост на организацијата, за да можеме да продолжиме да ги нудиме услугите кои што ги нудиме, но и обезбедуваме финансиски надомест за нашите корисници, кои што и така веќе се осеќа таа мотивација за да може да заработат за тоа што ќе го изработат. Целта на Handicrafts for You е да се подготват лицата да излезат на отворениот пазар на труд, да стекнат работни навики и вештини за моделирање, кроење, шиење, рачно и уникатно печатење. Нашата идеја и нашата желба е нашите корисници преку Handicrafts да стекнат работни вештини, да можат да се промовираат како луѓе кои што можат да функционираат на отворениот пазар на трудот, кои што можат да функционираат во општеството, значи не ни е проблем да се изолираме, не ни е поентата да се изолираме. Ја промовираме соработката со занетчи, ја промовираме соработката со дизајнери, значи секоја вештина што нашите корисници ја добиле у принципе преку соработка со или кројач, или шијач, или графички дизајнер, значи за да може да ги стекнат тие вештини што требаат за производството. По успехот на првото социјално предпријатие, Солем стартува нова иницијатива, отвора работилница за самозастапување и самоопределување на лицата со интелектуална попреченост. Поентата на самозастапувањето е информациите да бидат прилагодени, да може да бидат разберени од нашите корисници, значи од лицата со интелектуална попреченост. Заради тоа почнавме со изработување на лесно разбирливи материјали кои што нашата самозастапничка група ги прави. Значи, за овој пример што го земав сега, ние Конвенцијата за правата на лицата со посебни потреби ја преведовме во лесно разбирлива форма. Че таа малце другчија, каде што сите тие технички, правни термини се направени да бидат лесно разбирливи. Не е за деца, него е баш за возрастни и не е наменета само за лица со интелектуална попреченост, туку може да бидат користени лесно разбирливите материјали, да кажеме и од лица кои што не има мајчин јазик, македонскиот јазик, или од лица кои што не се баш најдобро описменети, бидејќи терминологијата што е малце постручна е подобро објасната. Социјалното предпријатие во земјава е нов модел на бизнис со економска и социјална цел и кој се уште не е доволно третиран во македонската економија, а се практикува низ целиот свет. Нивното создавање и кај нас е неминовно, со оглед дека имаме висока стапка на невработеност, па маргинализираните групи единствено на овој начин може да станат финансиски независни и да бидат вклучени и на пазарот на трудот и во социјалниот живот. Социјалното предпријатие по својата суштина е водено од социјална мисија, наспроти профит, како и останатите традиционални форми на предпријатија, а својата социјална мисија ја презема од заедницата и од незините проблеми и потреби кои што се појавуваат на локално ниво. Алатка за социјална инклузија е работата. Не можете да се потпрете само на социјална помош, социјална заштита и заради тоа во иднина треба наместо пасивните мерки да се наоѓаат начини за што поактивно искористување на активните мерки кои што ќе бидат начин, сигурност дека овие лица се вклучуваат во општеството.
Судахан и Марица веќе 3 години се дел од една таква приказна. Тие велат дека и натаму ќе продолжат да го продаваат лице в лице, оти тоа е пресвртница во нивниот живот и патока за војнината. А на граѓаните, бизнис секторот и на државата им останува да ги препознаат овие луѓе, на кои им е потребна помош и пружена рака за да се чувствуваат како рамноправни граѓани.